Конечно ќе заживее платформата за меѓусебна дигитална комуникација на институциите. Таа е воведена во 2015, но досега не профункционира. Министерот Андоновски е решен да ја стартува и со тоа граѓаните да добијат поквалитетни услуги, а административците побрзо да ја завршат својата работа. Платформата која веќе постои неколку години функционира само со 50 институции. Првен приоритет и на идната на оваа влада и на идните ангажмани на оваа влада ќе биде да што повеќе институции се приклучат на платформата за интероперабилност, максимално ја искористиме, го зголемиме квалитетот на потоците на истата, а граѓаните да добијат услуги кои што доаѓаат од еден портал за услуги и со едно приклучување преку своите акаунти. Се надам дека тоа ќе успееме да го направиме, затоа што ќе им помогне и на граѓаните и на компаниите, ќе расте транспарентноста на институциите, ќе се бориме против корупцијата, но само на ваков систематичен начин. И покрај тоа што напливот на инсталување на инженери во ЕУ зема голем замав, мора да се најде начин IT кадрот да се задржи во земјава и да допринесат во процесот на дигитализација на државата и во заштитата од сајбер криминалот. Дециден е декан од Универзитетот Финки. Тој за студентите вели дека по дипломирањето покажуваат одлични резултати во странство, па смета дека е подобро своето знаење да го применат во Македонија. Индустријата и пазар на трудот е вистина алчен за квалитетни инженери и се бара се повеќе и повеќе. Така што сметам дека стратешки една од секако во смарт специализацијата една од стратешките предуви на државата е да се работи, да се развива во насока на унапредување на овие вештини и градење на капацитети за да може да се изградат вакви дигитални решенија и дигитална трансформација на државата. Дигиталното поврзување на институциите ќе ги олеснат и пресметките на даноците запазувајќи го рокот, а истовремено ќе се засили заштитата од злоупотребите, посочува директорката на УЈП Елена Петрова. Можноста за справување со разните форми на неплаќање на данок, значи достапноста на податоците во системите на УЈП во реално време, која што ќе се овозможи преку дигитализацијата, ќе овозможи брзо справување со сите вакви форми кои може да се движат од ненамерни грешки па се до свесни и намерни злоупотреби и даночни измами. ЕУ ќе ја помага Македонија на патот кон дигиталната трансформација. Пред 2 дена евроамбасадорот Дейвид Гир освари средба со министерот Стефан Андоновски, на која даде поддршка за иницијативата на владата. На средбата станало збори за проектот Дигитална Европа, кој отвара одлични можности за организациите и институциите од Македонија да аплицираат и да имаат корист од 7,5 милијарди евра.